Здраво на сите и добро дојдовте пак на мојот канал Дома со Леа. Притиснете subscribe доколку не сте subscribenати за вакви интересни и други содржини. Ние сме тука, иако не толку често објавуваме периодов. Ова видео кое што го гледате моментално е поврзано со вториот роден ден на Зара, пред воопшто да се роди Зафир. Роденденот беше во мај и го прославивме во карантин, но веднаш по роденденот се случи она што се случува кај секое двегодишно дете, а тоа е настапија така наречените ужасна двојка. Настапи така наречената ужасна двојка, односно Terrible 2. Тоа е еден збир на поведенија кои што често резултираат на начин што ги фрустрира родителите и се појавуваат веднаш по полнењето, односно околу полнењето 2 години. Еве како изгледаше тоа, документирано во една Twitter нишка на која што многу други мајки придонесоа со своите искуства. Зошто плачеше ќерка ми? Има плачено затоа што бананата ја сецкав на тркалца. Вчера плачеше затоа што татко и заврши со вежбање. Потоа плачеше затоа што мојата зумба инструкторка не вика 3-2-1 на крај на вежбата, како дадата кај татко и на апликацијата. Денес плачеше затоа што не можеше да го докачи балонот. После тоа, одделно, плачеше оти татко и ја наддаде врвцата за балонот да може да го докачува. Плачеше затоа што сакаше да седиме дома, не во спална. Спалната била друга соба, само дневната била дома. Плачеше за да го облече новото фустанче, ама мама да не го пипала. И еве како го облече на сликата. Денес плачеше кога виде дека нема джеп на тренерките. Морав да ја преслечам. Плачеше затоа што раскажував приказна за жабче, а она сакала бомбонче да биде, не жабче. Си било едно жабче. Не, жабче, не, бомбонче. Добро, и било многу малечко. Бомбонче малечко. Добро, и сакало да порасне, отишло кај мајка му и татко му. Кај мајка Бобона и тато Бобон. Вчера приквечер се вративме од прошетка, плачејки за уште надов, тоа е надвор, и скоментирав дека е доста надов од тие темница и она почна да плаче, татко и да запалел надвор да било дење. Има еден цртан, кај што секоја буква од англиската азбука е планета и децата одат со ракета кај секоја. Многу се радуваше цело утро кога ја раскажував дека поручек ќе ја водам на Кеј и можете да замислите како плачеше кога стигнавме на Кеј и тоа беше само Кејот на Вардар, а не планетата Кеј. А еве што кажаа другите мајки. Плачел затоа што му ставила млеко во корнфлексот. Инаку прв пат јадел корнфлекс и нема појма како се јадат. Плачела затоа што ташната има патент и внатре немало ништо. Плачел за да му купат играчка, ама не кажал која играчка, само се тркалал на подот во Джамбо. Плачел зошто почнала да ја бои рибата од сликовницата. Он сакал бела да остане, со фрлање бојци, сликовници и све. Плачел затоа што мајка му пуштила вода во веце. Требало да го чува неговото дело и да го покажува на светот. Плачел затоа што го исакла лепчето на пола за да му направи хамбургер. Инаку, прв пат јаде хамбургер. Денес плачеше затоа што е светло, па затоа што сме спуштиле ролетни, па затоа што ја гушнав, па затоа што ја искарав, затоа што сме внатре, затоа што сме надвор, затоа што јадеме, не иза сме иставиле, надвор батковците пиеле сок и така натаму. Плаче само за нанол, тоа е надвор, но пошто имаме двор, окей е. Една мајка вели дека и тинеџерите имаат слично однесување. Мамо, зошто и ти не јадеш сладолед, сакам заедно да јадеме. Плаче, урла и го фрла сладоледот на земја. Јас во таа фаза имам плачено зошто нема сол во соларникот. Не сакам тренерка со патент, ладно ми од патентот. И на 5 години е ужасно како и на 2. Денес паднала на улица и дојде дома плачејки за алге.
Велам, зашто плачеш? Сакам грав. Редовно плаче затоа што брат ја увредил. Како ја увредил? И рекол да се потргне. Зошто скршив коцка од чоколадата? За да му ја ставам во уста. Ете така, ова се дел од слатките маки што ги трпиме како родители на 2-годишни деца. Од моето искуство со ќерка ми можам да ви кажам дека поменуваат после месец или два, меѓутоа кога се многу интензивни може да ве изненадат и подгответе се да не се фрустрирате и да реагирате со многу трпение. Поздрав од нас, чао!